Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија. Здраво Македонија. Денеска се наоѓаме во на една интересна локација каде што ова здружение отвори линија за поддршка на палиентални пациенти и нивните семејства со финансиска поддршка на фондацијата доктор Верица Механџиска. Ќе разговараме со Благородна и со господинот Јорданчо кои се оператори и одговараат на линијата за поддршка. Добро утро. Добро утро. Благородна, да започнеме со вас. Што ве поттикна да отворите линијата за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства? Нашите пациенти и нивните семејства многу често ни се јавуваат со потреба и со многу големи недоумици кога ќе се најдат во целиот овој лавиринт со прашањата што сега, како сега, каде сега. Во основа линијата се труди да им помогне во насоки на прашање од здравствен карактер, се труди исто така да ги води низ целиот лавиринт за остварување на правата на нивните социјални права, а во целиот овој процес исто така да им пружи соодветна психосоцијална поддршка која им е многу потребна. Зошто е значајна психосоцијалната поддршка за семејствата? Психосоцијалната поддршка за семејствата е многу значајна, бидејќи семејството во целиот овој процес вештачки станува неформален неговател во домот. Они се под многу голем притисок и под многу голем стрес и се обременети со многу прашања, сакајќи да му помогнат на својот близок и на лицето што го сакаат, дали работите што ги прават како што треба, дали се направиот пат, дали добро му помагаат, дали негатив поддршката што му ја пружаат и сите патишта кои треба да ги изодат му се од корист или не. Се трудиме да им го намалиме притисокот, се трудиме да ги водиме низ целиот тој процес, бидејќи во домот кога имате палиативен пациент секој ден се појавуваат нови и нови предизвици. Они секој ден како се менува состојбата на блискиот, така се соочуваат со нови прашања. Имаме, јако е линијата на почеток, имаме ситуации кога луѓето се јавуваат, не се јавија повеќе пати во рок од неколку дена, затоа што секој ден се случува нешто ново, со кое они не можат да се справат, бидејќи едноставно не ја познаваат ситуацијата, нити знаат каде да се обратат, нити кои им се можностите, бараат информации, бараат насоки, едноставно бараат да поразговараат што следува, што може да се случи, кои им се опциите. Исто така во целиот овој процес се трудиме да ги поддржиме и во домот со позајмување на ортопедски помагала кои не одат на терет на фондот, се со цел за да го направиме престојот на пациентот и на нивното семејство поудобен и покомфорен, колку што е можно да го подигнеме квалитетот на животот на овие пациенти. Јорданче, на кој начин функционира линијата за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства? Линијата сега има два броја, тоа се 070 404 566 и 070 404 567. Со добивањето на овие два броја се вклучува говорна порака, која што ги упатува нашите пациенти по дека станува збор за првата линија за поддршка на палиативни пациенти и нивните семејства и дека по звучниот сигнал ќе им се јави оператор од линијата. Линијата е финансиски поддржана од фондацијата доктор Верица Механџиска и Зегин. Потоа, откако ќе го слушнат говорната порака, ние им се јавуваме и преминуваме, нели поразговараме, се запознаваме и потоа преминуваме кон пополнување на еден анкетен прашалник кој што е стандардизиран со прашања кои што се однесуваат за состојбата на нивниот најблизок. Откако ќе завршиме со прашалникот и ќе ги слушнеме нивните желби, барања и потреби, преминуваме кон мапирање на нивните потреби и она што им е најпотребно и најприоритетно во моментот. И потоа едноставно нудиме конкретни совети, поддршка, разговор, ако имаат потреба од некој помагало. Исто така го нудиме на нашата веб страна palium.mk веќе е истакната базата на ортопедски помагала со точни спецификации за да видат дали е соодветно за користење во домашни услови и како што кажа Благородна, тече соработката во смисла често пати едно семејство знае и повеќе пати да се јави за време на својот палиативен третман.
Како што кажав, бидејќи интересот за овој непол месец, се наоѓаме во првиот месец од функционирање на линијата, за овој месец е доста голем и за да излеземе во пресрет на нашите палијативни пациенти и нивните семејства, ги активиравме и втората линија од броевите, така да секогаш сме достапни и во интервалот од 16 до 20 часот од понеделник до петок и сабота од 12 до 16 часот, слободно нека ни се обрата за се што треба, ние сме тука за нив. За крај на овој разговор, која е целта? На колкав е бројот на кој можете, сакате и треба да помогнете и дали имате досега регистар на лица на кои сте помогнале? Се разбира дека водиме собствена евиденција. Досега за овие 3 години што постоиме, бројката е скоро над 1000 палијативни пациенти кои што побарале и добиле поддршка од нас, независно во кој облик. Инаку состојбите во државата се многу загрижувачки, како и на светско ниво. Едноставно овој тренд на палијативни пациенти бележи постојан раст. Според бројките од Институтот за јавно здравје кои што ги добиваме, ние секоја година имаме над 7000 нови случаеви на малигна неоплазма. Тоа се најчесто случаеви кои што за година-две, некои многу порано, стануваат палијативни пациенти. Исто така мора да нагласиме дека палијативни пациенти не се само со малигно заболување, туку и низа на ретки болести кои што влегуваат во својата последна фаза и хуманоста на едно општество се огледа во тоа како ние како општество, вклучително и граѓанскиот сектор, но и останатите институции надлежни, ќе се поставиме кон нив бидејќи тоа се наши сограѓани кои што имаат потреба од помош и поддршка. Здруженијето Палиум заедно со сродните здруженија постои баш за нив, за да им го олесни третманот и да им го направи подостоен и похуман во тие последни денови од животот. Јорданче, благородно ви благодарам што ни ги отворивте канцелариите и дозволивте да се запознаеме со една тема и тематика која за жал на многу од граѓаните ми е потребна. Ви благодарам. Вам се надевам дека ова бар малку ви помогна како информација. Доколку знаете, познавате и некому му е потребна токму оваа поддршка и грижа, тогаш обратете се во Палиум. Тие знаат и умеат да помогнат и да секој од нас има достоинствен живот како што заслужува.